Буџетот многу сериозно во проекцијата на буџетот за следната година, многу сериозно се зедоа железниците како прашање и како една од инвестициите кои најмногу можат да допринесат индиректно кон развој на локалната економија. Инвестициите во железницата се предвидливи или оваа влада ги доведе во ситуација да бидат предвидливи. 250 милиони евра се предвидени за коридорот 8, за патната и железничката инфраструктура. За мене најважно е дека владата покажува и желба и волја, меѓутоа и активности во целост да ги финансира, да ги поддржи и да ги финансира проектите во железницата. Тоа подразбира дека целосно ќе бидат финансирани изведените работи на веќе започнатите изведувачи, оние за првата и втората фаза, и ќе бидат финансирани почетокот на работите за третата, најважната етапа. Сите ние, како македонци и како македонски граѓани, треба да се гордееме со последниот пример на грант средства кои Европската Унија ги додели за македонски железници, а уствари за македонската држава, поврзани со третата фаза. За проект со проектна вредност, предвидена проектна вредност од 405 милиони евра, ние добивме во два наврати. Пред неколку години 61 милион евра грант средства од Европската Унија и сега пред неколку месеци импозантни 155 дополнителни милиони евра средства грантовски, поклон, пари без пари, од страна на Европската Унија или вкупно 216 милиони евра, што во релативни бројки, како сооднос од проектираната вредност на проектот и грантовските средства, тоа е повеќе од 50%. Ако искуствено можеме да зборуваме дека досега немало земја кандидат за членство во Европската Унија, која во тој процес добила повеќе од 30% грант средства како дел од некој проект, тогаш сите ние можеме да бидеме не само задоволни и горди на нашето работење, меѓутоа, да бидам искрен, и на препознавањето од страна на Европската Унија, на една искрена желба, не само железниците, туку и целата држава, да оди напред користејќи ги сите шанси од Европската Унија.